Хуманитарната помош која што деновиве ја даваат кумановци за поплавените семејства од Скопскиот регион утре ќе биде однесена таму каде што е најпотребно. Собрани се над 1000 пакети вода и над 100 пакети храна и средства за лична хигиена. Хуманитарната помош која што беше собирана деновиве од страна на кумановци утре ќе биде однесена на поплавените семејства, таму каде што е најпотребно. Хуманите граѓани денеска ќе имаат можност да донираат и колку може да помогнат, бидејќи секоја помош е добре дојдена. За сега одзивот е доволно добар. Имаме доста пакети собрана вода, долу во магазинот имаме околу 30 пакети вода. Исто така имаме околу 20 до 30 кутии собрана облека, што може голем број од семејствата да ги снабди барем на одредено време додека властта не преземе подетални мерки, не се санираат досегашни настанати проблеми. Сите собрани средства од пунктот на Здруженијето Крепост ќе бидат предадени на Црвениот крст, кој утре ќе ги достава до семејствата. Од пунктовите на Црвениот крст во рок од изминативе 2 дена се собрани околу 1000 пакети вода и околу 100 пакети со храна и средства за лична хигиена. А досега најмногу се донираше вода, бидејќи тоа беше приоритет, вода и конзервирана храна. Кумановци уште еднаш ја покажаа својата хумана страна и дадоа поддршка таму каде што е најпотребно. Доста сме задоволни затоа што голем е одзивот, луѓето доаѓаат да донираат, флаерите исто така успешно функционираат. Во голем број хуманост се покажува на дело, така да немаме проблеми за сега. Од Здруженијата и од Црвениот крст уште еднаш апелираат до граѓаните да помогнат доколку се во можност и се уште е отворен телефонскиот број за донации 143 400. Македонија ги брои жртвите, Скопје се созема по невидените поплави. Надојдените води овој пат го одминаа североистокот, како и да е регионот сепак учествуваше во црниот биланс на катастрофата. Жена од Куманово и мајка и син од Крива Паланка ги загубија животите на скопската обиколница. Местото од каде што трга 3-часовната голгота со среќен крај на Кумановката Емилија Цветковска. Еве го и нејзиното искуство. Страв, гнев и неверување носи секој нов час од кобниот 6 август наваму. Датумот кој дел од нашите сограѓани ги остави без дом, други без најмилите. Но не настрада само престолнината. И североистокот го плати данокот на поплавата. Како и да е, на денот на жалост во Крива Паланка и на денот на погребот на 3 жртви од регионот. Со цел барем за момент да го победиме очајот, ја изслушавме приказната на Кумановката Емилија Цветковска, во која триумфира животот. И таа влегла во најбурните 3 часа од својот живот на скопската обиколница која што ја минува секој ден по 2 пати, еднаш одејки, друг пат враќајки се од работа. Дождот и градот се менувале и засилувале за да на крајот ја заглават новата сообраќајница со стотици возила и кога веќе немала излеза, нивото на водата пораснало, Емилија ја направила и најхрабрата, можеби одлучувачка за преживување одлука да го напушти автомобилот. Се движела околу возилото се додека не наишол бран кој Кумановката ја однел кон Стајковци. У едно време осети дека почнува да ме увлечува надоле вода. Вода е 2 метра, људи, многу е страшно. 2 метра е вода била. Почна да ме увлечува надоле, зему воздух, влече надоле, па некако успеу с ногу да се издигну, да зему па воздух, да не се напију воду. Па едно време почна да ме врти овако круг, како вртлок да сам. Викам, људи, Боже, дали ми се на мене овој дешава? Не знаеш дали е јаве, дали е сан. Наискрено ви кажую. У еден момент, док се бори с тој вртлок, вајде ме он изфрли на едно мирно место. Изфрли ме на едно мирно место, а тој ги веќе виде куќи у центар што е на село. Викам, ја најубаво ќе се спасу, ако зему, викам да се качу, да се префрлю меѓу куќе, сигурно викам ќе ме види некој и ќе можу да успеju да се спасу. Она кое што веројатно и го спасило животот на 40-годишната Кумановка е тоа што останала присебна во најважните моменти и наспроти истоштеноста и студената вода, трезвено размислувала пред да донесе каква било одлука. И среќата вмешала прсти, донесувајќи ја до куќата на семејството Крстичи од Стајковци. Проде одну куќу, они си пливаа животни, кучиња, свинчиња, морничаво, страшно. Црна тамнина ништа не се види. Афта све до горе вода, не се видив не афта. Ноќ, у 10 сат, мене у 10 ми излечева. Од 7:30 како ме фати, у 10 ми излечева од вода. Вода лед, што да ви кажу, страшно. Пројде едну куќу, не мога да најду. Успеа да се префрли у друг двор. У друг двор, гледам људи,
тропам, качи се на Слубичке, тропам, нема. А они сви биле горе на втори спрат. Почна да оду и почна да викам помош и луѓе ме чува. Значи, туј мене луѓе што ме спасива чува и гнини комшие. Брзо после тој вика, ајде, пливај некуде нас, за да можеме да ти дадемо нешто да те спасимо. Кад дојде некоја силина на воду, нема шансе, носите. Не де едну арматуру, како е дозгор, нели, како се стављале, како се пуниле, арматуру, прот нагову и руку. И цело време полосата во кој се држу. И се бору да можу со овој ногу да се качу на тој авто што го има баш на слику. Оно е во кој е префрлено. Бре луѓе фрљава кофе, фрљава чаршафи, далеко, значи они сакав да ти помогнев, ама далеко се од тебе не можев да ти помогнев. Викам, ти иду низ овој дупку што го прави вода, па што ми даде Господ тој? Значи више немаше, ако станеше горе да се држу ти судавеше. Веќе вода дојде до уста. Пројде низ тој дупку како пројде, не знам ни ја сама. И сврлиме на едно место меѓу два прозора. И веќе ги слушам, они комуницирав меѓу себе, луѓе, комуницирав и викав, изгубимо го жено, више не можеме да го помогнемо. Изгледа, вика, не могамо да го спасимо. И они вика, како бе не могамо да го спасимо? Не го гледам. Искача човек од другу страну и свети с батерију да ме најдев. Смогна силу и викам, туј сам, само викам, молове, брзо ми помогнете, више не можу. Навржава и още луѓе чаршафи, можда 10 чаршафа се навржале. Почнава луѓе да ме влечев, ама влечеваме, пошто беше цела малаксана, не може да ме подигнав на втори спрат. 15 минутата кој сакасва да ме спаси, видева дека не може. И текнаги дека доле под нин прозор има мало прозорче, од кујниче. И вика, дај ќе го отворимо прозорче и жену ќе го влечемо. Зема, отвори прозор и како стоеше ја до прозор, он ме само увлече. Тој ми дадева одма кебе, да се згреу, пошто ова кој се тресеше, страшно беше. И одма кажава, дај ми број на некога да се јаву на твој дека си жива. Избавена од матните води кои го промени изгледот на делови од Скопско, Емилија имала сили само уште да се качи до вториот кат на семејната куќа на Крстич. Несебично и понудиле се со што располагале. Ја стоплиле, истуширале, ја облекле во сувијалишта, ги санирале повредите и цела ноќ бдееле над неа. Благодарна им е за вториот живот на кој му се радува со сопругот и трите дечиња. Јутрето ден с полициско возило, с Дефендер, и муж ми дојде, значи дојде и да ме извади од тамо. После се јавимо на тој пункт 45, пошто мора да се пријавимо како преживеана, пошто да не ме тражи заради авто, пошто авто е на моје име. Да, и после, пошто имаше многу гужва, значи многу имаше гужва ни 8 септември у државну болницу и свугде, ми се решимо да си дојдемо у Куманово и туј си бемо на преглед. Да. Меѓутим, нема искршеници, него само на биот. На четвртиот ден по одисејата, која ќе ја памети додека е жива, Емилија ќе го посети семејството Крстич за да им однесе дел од неопходните нешта за да се справат со последиците од невремето. Меѓутоа, пред се да им понуди благодарност за упорноста која што заедно со нејзиниот подвиг ја направија херој на скопските поплави. Елементарната непогода која го зафати Скопје и неговата околина, особено Стајковци, Сингелиќ, Смилковци и Рачиново, однесе 22 човечки жртви. Многумина остана без најблиските, без кров над главата и со трагични спомени од невремето што ги затече. Граѓаните по невремето од Скопско и особено подрачјата опфатени со поплавите пријавуваат штети до осигурителните компании. Иако информациите од таму се дека мал број од имотите се осигурани. К3 истражуваше колку граѓаните осигуруваат имоти од различни елементарни непогоди. Македонците немаат навика да го осигуруваат имотот. Најголем дел од граѓаните го осигуруваат имотот само кога земаат хипотекарни кредити од банките. Како што ни појасни од осигурителната компанија, најголем број на граѓани земаат осигурување за автомобилска одговорност. Многу е мал бројот на граѓаните кои го осигуруваат својот имот. Упати апел до сите граѓани да се информираат за осигурувањата околу имотот, бидејќи не постои ниту едно добро кое не е загрозено од секојдневните ризици, кои се закануваат да нанесат голема штета на сето она што макотрпно сте го создали
создавале со години. Најпрвен би сакала да изразам сочувство до семејствата на настраданите во поплавите што се случија во саботата во Скопје. Јас само би сакала да апелирам до граѓаните да си го осигураат својот имот, бидејќи се работи за незначителни суми. Пример ќе земеме за едно стамбено осигурување, значи од 40 метри квадратни површина, стамбена површина, изнесува 1650 денари годишно. Значи, во тој пакет на осигурување спаѓаат сите ризици, значи тука спаѓа и поплава, кражба, пожар, град, значи и стварите во станот се е осигурано, така да мислам дека секој би можел да издвои толку малку средства за да заштити нешто што навистина ние се во животот. Штетата на возилата кои се осигурани само до автоодговорност не се осигурани од штети од поплава и осигурителните компании нема да ја покријат. Овој тим на осигурување покрива само штети што возачот ќе ги направи кон трето лице. Во поплавите што се случија во Скопје, од Сабајле контактирав со нашите колеги, има осигурано куќи кои што веќе си ги пријавуваат своите штети и кои што сигурно ќе бидат обештетени. За возилата исто така сакав да кажам, бидејќи имав овие денови луѓе, значи наши сограѓани кои што во тој момент се нашле во Скопје и им се поплавени возилата, значи доколку имаат каско осигурување, да, може да бидат обештетени, меѓутоа само со автоодговорност осигурителни компании нема да може да ги обештетат. По поплавите кои ги зафати Скопје и околината, се поголем број на граѓани се заинтересирани и бараат информации за осигурување на својот имот. Голем број на осигурителни компании нудат осигурување на имоти, осигурување на посеви и плодови, здравствено патничко осигурување, каско осигурување на возилата и автомобилска одговорност. Санирањето на штетите во поплавените домови во Скопско ќе се санираат по долг временски период. 50% од водата во домовите веќе е извлечена, истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Спасов, кој инаку е координатор на оперативниот штаб во Стајковци, вели дека состојбата од ден на ден се подобрува. Во поплавените подрачја на санирање на штетите ќе се работи по долг период. 50% од домовите се исчистени. Процесот на санирање на штетите и вадење на водата од куќите речиси надминат, а останати се уште неколку улици на кои армијата заедно со работниците од сите институции работат на повлекување на водата со пумпи, изјави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, кој е координатор на оперативниот штаб во Стајковци. Тој оцени дека состојбата од ден на ден се подобрува и има огромен напредок. Слободно можам да кажам дека од ден на ден ситуацијата значително се подобрува. Стајковци број околу 1050 на куќи и над 5000 население, од кои што над 70% од куќите беа зафатени во голем дел од поплавите. Оние кои што беа куќи само на приземје, целосно поплавени, без услови за живење, оние кои што беа на кат приземјето поплавено, услови за престој на граѓаните само на првиот кат или вториот кат од куќите. Огромен број на куќи беа погодени од поплавите. Мораме да го сватиме обемот на катастрофата која што се случи во Скопско. Тој додава дека лицата што се бават со ова, тоа се метеоролозите кои велат дека ваква поплава се нема случајно изминатите 1000 години. Ако земеме во предвид дека Стајковци се наоѓа под планински и ридски простор, можеме да претпоставиме колка маса на вода само се има спуштано во куќите кои што и во ова населено место кое што морам да кажеме густо населено место со голем број на жители. Спасов истакна дека е воспоставен посебен оперативен штаб од страна на армијата во координација со војската и припадниците на полицијата, како и со голем број на работници кои доаѓаат од сите градови. Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Република Македонија и мобилност Македонија се вклучи во акцијата на Црвениот крст за донирање парични средства и хуманитарна помош за настраданите во невремето што се случи во Скопје. Првиот човек на Сојузот Бранимир Јовановски истакна дека во овие моменти пред се мора да бидеме истрајни и хумани како што сме покажале многу пати досега и сме учествувале со помош и подршка на секој кој имал потреба.
Па да се приклучат масовно нова акција, да се сплотат, да докажат дека ние можеме да бидеме единствени кога не е потребно и да помогнеме кој колку може за да се, како што кажав, што е можно побрзо санира штетите од поплавата и да им се помогне на семејствата на загинатите. Ние веднаш го повикавме нашето членство преку социјалните мрежи да се приклучи кон акцијата на донирање на средства и на опрема за настраданите од поплавата на подрачјето на градот Скопје, а Мобилност Македонија како општествено одговорна организација од својот скромен буџет одвои 30.000 денари кои ги уплати на сметката на фондот за донации за настраданите од поплавите во градот Скопје. Ние само сакам да кажем дека Мобилност Македонија навистина длабоко се чувствува со семејствата на загинатите, навистина голема бројка на загинати, голема штета за нивните семејства и им посакува брзо закрепнување на повредените, како и брзо санирање на штетите кои настанаа од поплавата. Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Република Македонија и Мобилност Македонија изразува длабоко жалење и сочувство до семејствата на загинатите во невремето што викендот се случи во Скопје. Лицата со телесен инвалидитет се хумани луѓе и Јовановски ги покани сите членови да се вклучат со донации. Издруженијето на пензионери од Куманово ќе се вклучи во акцијата на Пензионерската асоциација на Македонија. Од Здруженијето ќе доделат финансиски средства на збратимената општина Газибаба и апелираат до сите граѓани да се вклучат во оваа хумана акција. Поради силното невреме кое го зафати Скопскиот регион и однесе 22 човечки животи, предизвика голема материјална штета, а многу луѓе останаа без своите домови. Здруженијето на пензионери Куманово ќе се вклучи во акцијата на Пензионерската асоциација на Македонија. Ги повикувам пензионерите на Куманово, Липко и Старо Нагоричане, кои членуваат во Здруженијето на пензионерите во Куманово, да ја покажат својата солидарност и да донираат, например, како што е најпотребно, вода, облека, санитетски материјали и конзервирани прехранбени производи кои се разбира може да се користат. Здруженијето на пензионери од Куманово ќе додели финансиски средства на збратимената општина Газибаба и апелира до сите граѓани да се вклучат во оваа хумана акција. Инаку донациите може да се предаваат во собирниот пункт на Црвениот крст, кој се наоѓа на градскиот поштад во Куманово. Одиме понатаму со други содржини. Две лица од Куманово се здобија со кривична пријава поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело насилство. Секторот за внатрешни работи Куманово поднесе кривична пријава против две лица од Куманово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело насилство. На 8 јули 2016 година околу 14 часот оштетените ТД 35 години, ЛД 39 и БД 43, сите од село Младо Нагоричане дошле пред домот на пријавените пошто настанала вербална расправија пошто прво пријавениот физички го нападнал ЛД, а потоа го удрил и БД во пределот на главата пошто започнала тепачка, во која се вклучил и второ пријавениот кој со дрвен предмет започнал да ја удри оштетените, нанесувајќи им телесни повреди. Крива Паланка се подготвува за големото музичко рок случување Joyfest 2016. Култниот српски рок бенд Ван Гог се главните гости на петото јубилејно издание на фестивалот, што ќе се одржи на 20 овој месец на плоштадот Карпошово во Стание. Од општината во Крива Паланка, која е организатор на настанот, вела дека оваа година се очекува најголема посетеност, односно дека бројката од 10.000 публика ќе се надмине. Фестивалот е со почеток во 20 часот. На 20 август кривопаланчани, но и бројните гости во градот ќе имаат можност да уживаат во петото јубилејно издание на фестивалот на алтернативна музика Joyfest 2016. Звездите од култниот балкански рок бенд Ван Гог се главни гости, а освен нив ќе настапат и Арија, DJ Гоцесав и локалните бендови Стоп, Машина и други, соопштија од организацијскиот одбор на фестивалот. На наша голема радост и задоволство, значи во континуитет пета година поред се одржува. Подготовките одат нормално, нели како што секоја година расте манифестацијата, така и подготовките одат се подобро. Има поголемо искуство. Што се однесува до гостите, оваа година ги имаме Ван Гог од Србија, како една супер
како еден мега супер бенд, потоа ни доаѓа Реа. Joyfest е во организација на локалната самоуправа со поддршка на локалната установа Градски музеј. Одговорните велат дека годинава се очекува најголема посетеност, односно ќе се надмине бројката од 10.000 публика. Сметам дека оваа година ќе биде исклучително добро, затоа што е јубилејна година, затоа што еве тука се предвидени, како што каже и директорот Михайловски, за локални бендови на почетокот, потоа ќе гостува Ареа и на крајот ќе настапи Ван Гог. Една недела подоцна, односно на 27 август, во галерискиот простор на Кривопаланичкиот музеј ќе биде отворена фотоизложбата 5 години Joyfest, на која ќе бидат презентирани најдобрите фотографии и плакатите од сите изданија на Joyfest. И сакам само да истакнам дека Градскиот музеј и општина Крива Паланка по завршувањето на фестивалот на 27 прават една пропратна активност која што го следи фестивалот, а тоа е изложбата на фотографии 5 години Joyfest. Намерно изложбата се прави после завршување на фестивалот, бидејќи фотографиите од 5-та година ќе стигнат подоцна. Истата ќе биде организирана, како што реков, на 27 во 22 часот по завршување на фолклорниот фестивал. Фестивалот успешно ја промовира алтернативната музика од земјава и регионот, со оглед дека на сцената на Joyfest нисминатите изданија продефилираа познати балкански имиња, меѓу кои Бајага и инструктори Ален Исламови, како и поголем дел од македонските групи и изведувачи. Влезот е слободен, а годинава во соработка со општинската организација на Црвен крст ќе бидат поставени кутии за хуманитарни донации. Властите во Грција предупредуваат за долгорочно продлабочување на бегалската криза во Егејското море по неуспешниот воен удар во Турција. Американскиот новинар Сеймур Херш во интервју за чешката државна телевизија изјави дека ако исламската држава биде поразена, Европа ја чекаат страшни работи. Стејт департментот ја повикува Турција да внимава на изјавите за учество на САД во обидот за пуч. Свето денеска. Властите во Грција предупредуваат за долгорочно продлабочување на бегалската криза во Егејското море по неуспешниот воен удар во Турција. Според весникот Етнос, бројот на бегалци во источниот дел на Егејското море по случувањата во Турција пораснал за 76% во однос на претходните месеци. Според пишувањата на Катемерини, само за неколку денови на грчките острови пристигнувале дневно по 80 до 85 луѓе. Та неја пак пишува дека властите бараат нови приемни центри, дека процедурата за прераспределба на бегалците оди многу бавно. Владиниот координацијски орган за справување со бегалската криза објави дека во Грција се регистрирани 57.047 бегалци, од кои 9.919 на островите во источниот дел на Егејското море, каде што во центрите за сместување има 7.450 места. Западот мора да го прифати фактот дека ако џихадистичката група Исламска држава почна да губи на Блискиот исток, ќе се насочи кон напади врз цивили, изјави американскиот новинар Сеймур Херш во интервју за чешката државна телевизија. Херш додаде дека најстрашното доаѓа како следна фаза. Тој оцени дека Европа треба да биде инспирирана од британците, кои успеа да се справат со нападите од страна на Ирската републиканска армија. Херш потенцира дека џихадистите се залагаат за воведување на шеријатското право и доколку ја добијат контролата врз Сирија, тоа за нив ќе има големо значење. Тој натаму смета дека Анкара игра двојна игра, предупреди на последиците од турско-руското пријателство. Херш подсетува дека Русија неколку пати поднела наводни докази кои се однесуваат на трговија со нафта меѓу Турција и радикалите од Исламската држава. Американскиот Стејт департмент соопшти дека провокативната реторика на Анкара во врска со обидот за преврат во Турција не е од корист. Стејт департментот ги коментираше тврдењата на некои турски медиуми дека think-tank од Вашингтон стои зад неуспешниот обид за пуч во Турција на 15 јули. Ваквите теории на заговор и провокативната реторика во никој случај не се од корист, изјави потпоролот на Стејт департментот Елизабет Трудо, коментирајќи ги извештаите според кои think-tank центарот Вудро Вилсон стои зад обидот за пуч во Турција. Ги очекуваме сите страни, медиумите, цивилното општество, турската влада да се однесуваат одговорно во своите изјави по тие прашања, додаде Трудо. Таа нагласи дека покрај ова САД сметаа дека партнерските односи и пријателството со Турција се на здрави темели.
Минути за информациите од спортот. Женската ракометна екипа на Куманово во новата сезона ќе стартува со нов тренер, Антонио Ивановски, кој доаѓа на местото на Зоран Јосимовски. Ракометарките ги започнаа подготовките за новата сезона под водство на Антонио Ивановски. Познатиот тренер пред нашата камера истакна дека во новата сезона екипата влегува силно мотивирана и со голема желба за поголеми успеси. Господин Ивановски, повторно сте начело на кормилото на женската ракометна екипа на Куманово. Подготовките започна, еве оваа сезона ќе имате огромен предизвик. Куманово покрај домашното првенство ќе настапува во Европа. Прво да ни кажете од прва рака кои се вашите првични впечатоци? Па после пауза од година и половина, повторно начело на ракометниот женски клуб Куманово, кој ова година настапува со многу поголеми амбиции, бидејќи како што знаете екипата избори учество во Европа. Се надеваме дека ќе го представиме најпрви нашиот град онака како што е потребно, исто и републиката. Морам да кажам, се паднавме со екипа која е доста квалитетна, доаѓа од Шпанија, поточно од Мадрид, Хелветија, односно Реал Мадрид, екипа на Реал Мадрид под име Хелветија. Така да едно огромно искуство и едно огромно задоволство за сите нас кои сме во клубот. Што се однесува до подготовките, стартувавте, како што реков, и може да ни кажете дали ќе има некои евентуални промени во играчкиот кадар? Па промени во играчки кадар за сега не планираме, се зависи од финанската ситуација. Инаку морам да кажам дека имаме доста квалитетни ракометарки кои се надевам дека ова сезона, овие подготовки ќе ги послужи, да не кажам, и среќа во подготвителниот период, да не е некоја повреди, бидејќи знаеме дека минатата година екипата на ЖРК Куманово дури мислам дека ни на ние да натпреварне настапи комплетна. Ова година очекувам, значи, сите да бидат во строј, да изработиме онака како што самите тие знаат да изработат, да бидеме екипа која ќе биде потик за сите млади дечиња во град Куманово да се бават со спортот, односно и ракометот. А што се однесува до првенството во нашата држава, очекувам лично да бидеме едно скалило до две погоре и да играме барем финале Куп на Македонија. На крајот Ивановски истекна дека се надева на повеќе финансиски средства кои ќе представуваат огромен мотив за оваа генерација. За прв пат една екипа од Куманово ќе има чест да игра со ракометен гигант Хелветија, која е всушност под капата на Реал Мадрид. Гостувањето на шпанската екипа во Куманово ќе придонесе за промоција на клубот, градот и државата, а навивачите и љубителите на ракометот веруваат дека Куманово достојно ќе се представи пред спортската јавност. На Олимписките игри во Бразил се случи второто големо изненадување на тенискиот турнир, откако фаворитот Серена Вилијамс ги заврши надпреварите. Майкл Фелпс ја збогати својата олимписка колекција уште 2 нови златни медали во Рио. Најтрофениот олимпиец во историјата се искачи на победничкиот пиедестал и во трките на 200 метри пеперутка и во 4 пати 200 метри слободно. Американскиот пливач сега има 3 златни медали од Рио и вкупно 21 олимписко злато од рекордните 25 медали од олимпијадите. До јубилејниот 20 медал Фелпс стигна со победата над големиот ривал и бранител на титулата Чад Леклос во трката на 200 метри пеперутка, во која исплива време од 1 минута 53 секунди 36 стотинки, а јужноафриканецот имаше 1 минута 54 секунди и 6 стотинки и не стигна ни до подиумот. Среброто во оваа дисциплина го освои јапонецот Масато Сакаи, а бронзата Тамаш Кендереџи од Унгарија. Веднаш потоа Майкл Фелпс му помогни на тимот на САД супериорно да стигне до златниот медал на 4 пати 200 метри слободно. Майкл Фелпс на Олимписките игри во Рио претходно освои злато во дисциплината 4 пати 100 слободно, а може да стигне до уште 2 медали во следните 2 настапи, и тоа на 100 метри слободно и на 200 метри мешано. Ново неверојатно тениско чудо се случи на Олимпискиот турнир во Рио де Жанеиро. По Новак Џоковиќ на мачкиот турнир елиминирана е Серена Вилијамс, најдобрата светска тенисерка, и тоа во осмина финалето.
За чудото се погрижи украинската тенисерка Елина Свитолина, која е совлада американката со 2:0 во светови. Предходно елиминација доживеа и третиот носител Гарбине Мугуруза од Шпанија, која загуби од Моника Пуик од Порто Рико со неверојатни 6-1 и 6-1. Сега најдобро рангираната тенисерка е втората носителка Анжелика Кербер, која во четвртфиналето ќе ги одмери силите со Јоана Конта од Велика Британија. Кошаркашката селекција на Шпанија уште еднаш потврди во Рио де Жанеиро, откако во второто коло го претрпи вториот пораз во својата група. Црвената фурија беше поразена од домаќинот Бразил и тоа со минимални 66-65 во напревар во кој трагичар беше Пол Гасол. Играчот кој требаше да биде лидер на Шпанија целосно потврди, промаши бројни шутеви, а најзначени беа двете слободни фрлања при водство на Шпанија од 65-64 на помалку од 30 секунди до крајот. Уерта со 11 и Маркиньо со 10 поени беа најефикасни во редовите на кариоките, додека Гасол постигна 13 кошеви за Шпанија, но со слаб шут од поле. Клаудио Раниери ја доби очекуваната награда за освоената титула во Премиер Лигата, откако италијанскиот тренер потпише нов договор со Лестер со важност од 2020 година. Раководството на лисиците веднаш по освоениот трофеј најави дека искусниот стратег ќе биде дополнително награден покрај премијата од 2 милиони фунти за титулата, а преговорите за нов договор финишира на помалку од една недела пред почетокот на првенството. Со продолжувањето на соработката, италијанецот доби двојно зголемување на платата, па така сега во следните 4 години во Лестер ќе заработува по 3 милиони фунти по сезона. Реал Мадрид по голема драма успе да слави во Суперкупот на Европа над Севиља, триумфирајќи на стадионот на Тронткам со минимални 30:2 и тоа дури во продолжение од 2 пати по 15 минути. Кралевите се наоѓа на работ на амбисот, но Серхио Рамос во 93-та минута го постигна иземнувачкиот погодок, за Дани Харавахал да го постигне победничкиот погодок во 197-та минута од средбата. По Тронткам, Скопје и националната арена Филип II следното лето ќе има улога на домаќинот на Суперкупот на Европа, со надеж дека на преворот ќе биде барем приближно интересен како во вчерашниот. Зидан го немаше на располагање Пепе, Роналдо, Бейл и Крос, а тренерот на Реал дополнително донесе одлука да стартува и без Модрич, Бензема и Хамес Родригес, што значи дека кралскиот клуб настапи со голем број играчи кои воопшто не беа стандардни, но искористија шанса да се наметат кај својот тренер. Финишот беше рутина за кралевите, кои стигна до третиот трофеј во Суперкупот на Европа во клубската историја, тоа 2002, 2014 и 2016 година, додека Севиља трета година поред ја загуби битката за овој пехар. Времето во Македонија сончево и потопло со мала до умерена локална облачност и слаб ветер, претежно од јужен правец. Во западните делови е можна краткотрајна појава на врнежи од дожд. Тука е крајот на овој информативен блог. Ви благодариме на вниманието. Останете со програмата на К3.